Почнуваме со урбаните вести на Прва Скопска. Добро дојдовте. Денеска се одбележува Европскиот ден без жртви во сообраќајот. Повеќе на оваа тема подолу во вестите. А сега следува генералната најава. 2 жртви за 2 дена во сообраќајки. До кога ќе има дивење со возила по скопските улици? Скопје станува велоград, но на граѓаните поудобно им е во автомобил. Пријавувањето почна. 2000 домакинства ќе добијат субвенции за чистење оџаци. Од 1 јануари, детски додаток ќе земаат и семејствата со еден вработен, кои имаат минимална плата. На скопските улици секојдневно се случуваат сообраќајни незгоди, кои во последно време се со фатални последици и за жал секогаш настануваат поради невнимание или непочитување на правилата за возење. Во изминатите 2 дена имаме 2 жртви. Од МВР велат дека постојано работат на зголемување на јавната свест кај граѓаните за внимателно возење. Во насока на безбедноста во сообраќајот, на 5 локации денеска се поставени дигитални мирачи на брзина. Внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Ова е реченицата која секојдневно ја слушаме, но многу ретко кога некој го разбира значењето на оваа реченица и се придржува кон ова. Секојдневно во билтенот на МВР може да се прочита колку граѓани биле тешко или полесно повредени и колку го загубиле животот во сообраќајни несреќи кои за жал секогаш настануваат поради невнимание и непочитување на правилата за возење. Например, пред 2 дена на булевар Србија во аеродром, 3 пешаци, односно баба, дедо и нивната 3-годишна внука, беа прегазени додека на пешачки премин го поминувале булеварот. Од тешките повреди почина 61-годишната жена, а на девојчето на детска хирургија му беше направена операција на левото рамо. Тоа е во стабилна здравствена состојба. Дедото поминал со полесни телесни повреди. Во текот на вчерашниот ден евидентирана е уште една сообраќајна несреќа каде во населбата Автокоманда на пешачки премин со возило било удрено 17-годишно девојче. Тоа со итна медицинска помош однесено е на ургентен, каде се констатирани повреди на главата. Синоќа се случи уште една тешка сообраќајна несреќа во Илинден на патот од Марино кон Кадино, во која учествувале автомобил управуван од жител на Петровец и мотор управуван од 32-годишно момче од Кадино. Од МВР соопштија дека во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот на моторот, кој со итна медицинска помош е пренесен во градската општа болница Свети Наум Охридски, каде во 22 часот починал. А на возачот на автомобилот му се констатирани тешки телесни повреди. Од МВР соопштија дека во текот на вчерашниот ден регистрирани се 15 сообраќајни незгоди што се случиле во Скопје. Ова е исходот од непочитувањето на правилата кои се пропишани со закон и треба да ги почитува секој што ќе се најде во сообраќај, независно дали е возач или пешак. Од МВР информираа дека постојано работат на подигнување на јавната свест кај граѓаните со цел да се подобри безбедноста во сообраќајот и да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, не за да се избегнат казните, туку за да се зголеми безбедноста и да нема жртви. Поради брзото возење и непочитување на знаците, граѓаните велат дека не се чувствуваат безбедни во сообраќајот. Билансот на настрадани пешаци во првата половина од оваа година изнесува 422 пешаци, од кои 9 го загубиле животот, 88 биле тешко повредени, а останатите се со лесни телесни повреди. Во насока на заштита и безбедноста во сообраќајот, зголемување на свеста кај возачите и воопшто обезбедување на сигурен живот на граѓаните, ќе бидат поставени 5 дигитални мерачи на брзина. Мерачите ќе бидат поставени на фреквентни локации близу училиштата каде е засегната младата популација. Поточно кај гимназијата Јосип Броз Тито, медицинското училиште Панча Караѓозов, ГУЦ Здравко Цветковски, хемиското Марија Кири Склодовска и АСУЦ Боро Петрушевски. Зголемувањето на совеста на возачите и на сите учесници во сообраќајот представува предизвик за намалување на сообраќајните незгоди. Секој од нас е учесник во сообраќајот на овој или на оној начин и треба да внимава на поставената регулатива. Скопје мора да биде безбеден град, град безбеден и за растење, меѓутоа спокоен и за пензионирање. Во таа насока секој од нас треба да го даде својот придонес.
безбедноста мора и може да биде обврска на сите нас. Апелирам до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и на тој начин со своето одговорно однесување да придонесат кон намалување на бројот на жртвите и повредените во сообраќајните незгоди. Ги повикувам сите општествено одговорни компании, како Сава осигурување во конкретниот случај, а кои што сакаат да донираат средства во делот на зголемување на безбедноста на сообраќајот, да го направат тоа час поскоро, заеднички да придонесеме нашиот град да има помалку сообраќајни незгоди. Под мотото на кампањата намалувањето на брзината спасува животи, денеска се одбележува Европскиот ден без жртви во сообраќајот. На оваа светска кампања се приклучија многу познати личности, како спортисти и естрадни уметници, а се приклучи и Автомотосојузот на Македонија. За да се спасат 3500 животи во светот, секој ден треба да се придржуваме кон 10 златни правила, информираат од АМСМ. Да се почитува пропишаната брзина, да се проверуваат гумите, без СМС пораки додека возите, секогаш да бидете внимателни, фокусирани и концентрирани, да се носи мотоциклистичка кацига, возачите да ги проверат видот, да користат детско седиште за автомобил, да се возат со безбедносни појаси, никогаш да не пијат додека возат, да застанете кога сте уморни, бидејќи според едно неодамнешно истражување, 1 од 10 возачи признале дека им се има случајно да заспијат над волан. Какви инфраструктурни можности нуди главниот град за користење на различни видови превоз? Дали велосипедот останува единствено алтернативно превозно средство во Скопје? И какви се навиките на граѓаните? Во прилогот што следува. Во тек е одбележувањето на Европската недела на мобилност, која традиционално се одбележува секоја година. Идејата е со разни активности, почнувајќи од 16 до 22 септември, кај граѓаните да се подигне свеста за користењето на различни видови на превоз, покрај добро познатиот автомобилски превоз. Сепак, сите ние кои често сме во потрага по различна храна, мода или музика. Кога станува збор за транспорт, често се држиме до сигурниот автомобилскиот превоз. Оваа година European Mobility Week или Европската недела на мобилност не потикнува да истражиме различни опции за движење и да размислиме за начинот кој најмногу одговара на нашето конкретно патување. Затоа се фокусираме на комбинирање на транспортни режими во исто патување или за различни патувања. Скопје, за волја на вистината, не нуди многу опции за алтернативен превоз. Но велосипедот како превозно средство секогаш е добра опција доколку не сакате да трошите многу пари за гориво и паркинг или пак ги мразите турканиците во автобусите, долгото чекање автобус на автобуските постојки и неудобното возење со неповикан сопатник, често расположен да бистри политика со вас. И градот Скопје веќе неколку години се обидува да ја подобри велосипедската инфраструктура. Имено, неодамна заврши изградбата на новата велосипедска и пишачка патека на булеварот 8 септември, која се протега од мостот кај хотелот Александар Палас до улицата Варшавска во Тафталиџе. Патеката е во должина од 1200 метри и ширина од 2,5 метри и ги поврзува постојните велосипедски рути 1 и 2 со кејот на Вардар. Велосипедската патека е дел од така наречениот Конектор 5, кој по завршувањето на неговата изградба во вкупна должина од 2044 метри, предвидено е да ги поврзува рутите 1, 2 и 3 и да се протега по должина на целиот булевар, поточно од крстосницата со булевар Митрополит Теодосиј Гологанов до крстосницата со улица Скупи. Покрај на оваа локација, во моментов се работи на изградба и на нови велосипедски патеки на повеќе локации низ градот, со вкупна должина од над 5 километри. Новите патеки се градат на булевар Борис Трајковски, на улица 11 октомври, на булевар Крсте Петков Мисирков и на улица Буталска. Тоа возможува да ги оставите автомобилите дома и со велосипедот да ја посетите салата за вежбање и порано да започнете со согорување на калориите, што значи дека ќе ги избегнете сообраќајните гужви како и плаќањето паркинг кога одите во шопинг. Исто така, со велосипед можете да отидете и до своето работно место, што значи дека многу посвежи и порасположени ќе стигнете доколку ги избегнете гужвите наутро. Со мудрото одбирање на начинот на секојдневниот транспорт го заштедуваме домашниот буџет, го подобруваме нашето здравје, воедно ја заштитуваме животната средина и го намалуваме загадувањето од транспортот.
Град Скопје оваа есен ќе субвенционира 2000 домакинства и други субјекти на подрачјето на главниот град за чистење оџаци. Износот на субвенцијата е 1000 денари, независно од вредноста на услугата за чистење. Граѓаните прво треба да ги исчистат оџаците, а потоа да се пријават за субвенции, затоа што еден од документите кои треба да се достават е фискална сметка и потврда од стручно лице за чистење на оџакот. 2 милиони денари субвенции оваа есен град Скопје ќе додели на физички и правни лица за чистење оџаци. Со оваа мерка ќе бидат опфатени 2000 домаќинства и други субјекти на подрачјето на Скопје, кои ќе добијат субвенција од 1000 денари, независно од вредноста на услугата за чинење. За да добијат субвенција од градот за чистење оџаци, граѓаните треба да достават неколку документи. Барање за надомест што може да се подигне во архивата на град Скопје или да се обезбеди од интернет страницата skopje.gov.mk. Фотокопија на личната карта со која ќе се докаже жителството. Потврда за реализирано чистење, потпишана од стручното лице што го исчистило оџакот, фискална сметка од фирмата регистрирана за дејноста чистење оџаци и фотокопија од трансакциска сметка. Фискалната сметка од фирмата регистрирана за дејност чистење оџаци треба да биде издадена по денот на објавување на повикот. Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати пријави, по донесувањето на решенијата за усвојување на барањата од страна на градоначалникот на град Скопје. Со овие документи, граѓаните ќе можат да се пријават за субвенции до 22 ноември, а потребната документација треба да ја достава до град Скопје секој работен ден од 8:30 до 15 часот. Градските власти информираат дека во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување спроведува обуки за 15 нови оџачари. Првиот тим од 10 оџачари која завршија обуката почнаа со чистење на 100 оџаци на домаќинства кои се пријавија на повикот за бесплатно чистење. Во Скопје има само 8 регистрирани оџачари, а 45% од вкупниот број домаќинства се греат на дрва, односно тоа е 1/3 од уделот во вкупното загадување на воздухот во главниот град. Според некои податоци во Скопје има над 60.000 оџаци кои многу ретко се чистат, што представува дополнително загадување на воздухот, затоа што е познато дека неисчистен оџак загадува најмалку двојно повеќе во споредба со исчистен оџак, а опасноста од запушени и неисчистени оџаци е голема. Препорачливо оџаците да се чистат 3 пати годишно, 2 пати во текот на грејната сезона и еднаш кога таа е завршена. Министерството за труд и социјална политика го најави новиот проект во кој се предвидува од 1 јануари 2019 година детски додаток да земаат и децата чиј еден родител е вработен и зема минимална плата. Од 1 јануари 2019 година бројот на деца кои ќе користат детски додаток од сегашните 3200 ќе се зголеми на 73500, бидејќи оваа поволност ќе ја користат и семејства во кои еден родител е вработен и зема минимална плата. Критериумот зошто имаме толкаво зголемување е тоа што сега семејство во кое еден родител е вработен и кое што има минимална плата ќе може да ја добие оваа поволност. До сега тие не беа вклучени, изјави владиниот портпарол Миле Бошњаковски на денешната редовна пресконференција во владата. Од сега и децата кои потекнуваат од семејства од социјален ризик и семејства со ниски примања ќе земаат образовен додаток, така што бројката од 3800 деца кои досега го користеа овој додаток ќе се зголеми на 64316. Објавен е конкурсот за ученици од основно и средно образование за најдобар цртеж и расказ на тема штедење и осигурување. Конкурсот е во повод 31 октомври, светскиот ден на штедењето, и 1 ноември, светскиот ден на осигурувањето. За најдобрите ученици предвидени се парични награди. Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии и Агенцијата за супервизија за осигурување го објавија конкурсот за ученици од основното и средното образование, кој што веќе неколку години наназад е заедничка активност по повод одбележувањето на Светскиот ден на штедењето 31 октомври и Светскиот ден на осигурувањето 1 ноември. Конкурсот има за цел да ја поттикне креативноста, имагинацијата, како и критичкото размислување на учениците при создавањето творби на темите штедење и осигурување.
Институциите очекуваат дека на овој начин ќе предонесат за натамошно интересирање и едуцирање на младата популација за овие два клучни сегмента во финансиската сфера. Во конкурсот се одредени две теми на кои учениците од основните училишта може да се јават со испраќање литературна творба, песна и ликовна творба, цртеж, и јас умеам да штедам, и што значи за мене осигурувањето на домот и семејството. По завршување на конкурсот ќе бидат избрани по 3 најдобри литературни ликовни творби на двете теми. На авторите на избраните творби ќе им бидат доделени парични награди. Годинава, првпат на конкурсот, учениците од средните училишта може да испратат литературна творба есеј на тема "Штедам, мислам на својата иднина". Учениците од средното образование може да конкурираат и со литературна творба, расказ, на тема "Што значи за мене осигурувањето на домот и семејството". На учениците на трите најдобри есеи и раскази ќе им бидат доделени парични награди. Крајниот рок за доставување на творбите е 15 октомври 2018 година. Следуваат минути за културата. Денеска започнува културната манифестација Звуци на културата, која за првпат се одржува во општина Ѓорче Петров. Манифестацијата ќе трае до недела, а предвидена е богата културна програма. Во општина Ѓорче Петров од денеска па до недела првпат ќе се одржи манифестацијата Звуците на културата, на која ќе настапат многу познати музички имиња, играорни групи, млади таленти и баскер артисти. Покрај активностите на главната бина, информираат од општината, ќе има и детско катче, театар на сенки, работилници, хуманитарни акции, базар на ракотворби, локални производи и деликатеси, како и филмски проекции. Во недела ќе биде прикажан и филмот Исцелител на Ѓорче Ставрески. Манифестацијата ќе се одржува во Реонскиот парк во Ѓорче Петров, а програмата секој ден ќе почнува во 17 часот и 30 минути и ќе трае се до доцните вечерни часови. Меѓу другите ќе настапат и литечки пекинезери Игор Џамбазов и Гуру Харе, Кристина Арнаудова, Миле Кузмановски, Токсиколози, Бени и Нонстоп, Кукулеле, Тони Зен, Last Expedition, Мугер Фугер, мюзиклот Коштана, PMG Колектив, Милко и други. 18 представи и повеќе од 200 артисти ќе бидат дел од 34-тиот млад отворен театар, кој ќе се одржува од утре до 28 септември на повеќе локации низ Скопје. Цените на билетите се по 200 динари, а веќе од утре ќе бидат 300 динари. Редистрибуција на богатството во општеството поделено на многу богати и многу сиромашни е тема која отвора представата Блокбастер со која утре во Македонскиот народен театар започнува 43-тиот млад отворен театар. МОТ ќе трае до 28 септември и на програмата се 18 представи со повеќе од 200 артисти кои ќе настапат на сцените во Скопје. Меѓу нив се и 3 македонски премиери. Жанровски, естетски и програмски, млад отворен театар е можеби најразличен досега како целина. 9 фестивалски вечери со представи од многу европски земји, во придружните програми и од Египет и Русија, рече Русе Арсов, директор на Младинскиот културен центар кој го организира фестивалот. Имаме 18 представи од голем број на земји низ Европа, голем дел на нордиски земји повторно се враќаат во програмата на МОД. 9 фестивалски вечери се обидовме да направиме програма која што ќе биде во контекст на оно што го говореше до сега и градоначалникот, да биде она мотовска програма, многу поразлично од оно што ние секојдневно го гледаме на нашите редовни репертоари. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на пресконференцијата рече дека МОД секогаш одел против стереотипите и ги кршел бариерите и границите на свој начин, со што е фестивал предвесник на револуции во општеството. Мислам дека МОД и денес може и мора да го има истото значење, затоа што МОД секогаш е различно од конвенционалното и всушност предвесник на настаните кои што доаѓаат или кои што следат. Годинава ќе имаме исклучителна можност да ги видиме најновите остварувања на најдобрите младенски сцени и од Балканот, меѓутоа и пошироко од Европа, и јас сум убеден дека МОД ќе успее да го задржи нивото на огромен интерес како што го имал години и години наназад. Во 9 фестивалски дена младиот отворен театар ќе се одржува на 8 сцени во главниот град: Македонскиот народен театар, Македонска опера и балет, Кино Култура, Македонска филхармонија, Универзална сала, Кино Фросина, Дансинг сала во МКЦ и Драмски театар. Програмата е веќе објавена на mod.mk.
До денеска билетите се продаваат по цена од 200 денари, а од утре ќе бидат по 300 денари. Македонски народен театар новата сезона ја почнува на 29 септември со премиерата Еден месец на село во режија на италијанскиот режисер Паоло Маџели. Подготовките за представата започнаа уште во март. Првата премиера на Македонскиот народен театар во новата сезона ќе биде на 29 септември. Представата Еден месец на село од Иван С. Тургенјев на италијанскиот режисер Паоло Маџели. Оваа комично-тажна руска приказна првпат е поставена во 1872 година и раскажува за Наталија, жена на богат земјопоседник и младата Верочка, кои се влюбуваат во учителот на синот на Наталија. Низ драмата проявува тема за љубовта и нејзините идеали, стремежот за среќа и возбудување, но и прашањето на кое човекот поникогаш бара одговор. Зошто човековата природа е таква што не може влюбеноста и среќата да ги задржи долго во себе. Улогите ќе ги играат Ѓорги Јолевски, Сашка Димитровска, Дарија Ризова, Катерина Коцевска, Тина Трпковска, Александар Микиќ, Никола Ристановски, Стефан Спасов, Нино Леви, Сашко Коцев, Дамјан Цветановски и Ана Стојановска. Катерина Коцевска го направи преводот и адаптацијата на текстот. Сценограф е Лоренцо Банчи, костимограф Мануела Паладин. Музиката е на композиторот Љупчо Константинов. Новата премиера почна да се подготвува во март и таа е втора соработка на МНТ и режисерот Маџели. Во 1988 година на големата сцена беше премиерата на представата Црна дупка од Горан Стефановски. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во текот на утрешниот ден ќе има прекини во напојувањето со електрична енергија во повеќе делови од Скопје. Без струја утре од 8 до 15 часот во општина Газибаба ќе бидат улиците 1, 3, 4, 5, 6 и 7 во село Мралино, улиците 2, 3 и 5 во Идризово, како и дел од улицата 3 во колонија Идризово и викенд на селбата Идризово преку автопатот, соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Од 8:30 до 11 часот струја ќе немаат корисниците од парните кукни броеви од број 60 до 66 на улица Бранко Заревски во населба Драчево во општина Киселавода. Од 9 до 15 часот без струја ќе бидат улиците 4, 6 и 7 во село Батинци во општина Студеничани, корисниците од улица Буталски Венец и дел од Македонско-Косовска бригада со подулиците во општина Шуто Ризари, дел од улицата Призренска и места викани Долни ливади, Горни ливади и Чешма во општина Бутел. Прекини на струјата утре од 10 до 12 часот ќе имаат корисниците од делови од улиците Димитар Мирачиев, Јордан Мијалков и 50-та дивизија во општина Киселавода. Денеска времето во Скопје беше сончево со температура до 30 степени. Утре не очекува слично време, исто така со температура до 30 степени. Во петок температурата ќе се спушти за 1 степен, ќе биде 29 степени. Во сабота не очекува искачување за 2 степени, ќе имаме температура од 31 степен, а во недела повторно сончево време со температура до 30 степен. Временската прогноза беше и последната информација која што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации не заборавајте да ја посетите нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.